Тоа е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Во Пакистан продолжува трендот на бомбашки напади, а во Северна Кореја знаеме веќе беда, но овој пат извештајот доаѓа од Обединетите нации. Во Пакистан најнов дневен биланс на загинати е 23 лица. Бомбаш самоубиец во близина на пакистанскиот аеронаутички комплекс во Камра, западно од Исламабад, убил 8 и ранил 13 лица. Од експлозија на автомобил бомба пред ресторан во Пешавар биле повредени најмалку 8 лица, а во племенски регион Моманд во напад на автобус загинале 15 лица. Наблюдувач на Обединетите нации вели дека ситуацијата со човекови права во Северна Кореја е крајно лоша и дека луѓето страдаат под тежината на репресивниот режим. Витет Мунтарпхор вели дека 9 од 24 милиони население во земјата гладува. Тој за ова ја обвинува недоволната меѓународна помош, што пак се должи на нуклеарните тестови на Пјонкјанг. Сенатската комисија за надворешни работи во Американскиот конгрес се одржа распит на кој беше заклучено дека концептот на трансатлантска безбедност треба да се промени за да одговори на предизвиците на 21. век. Извештај на Јане Бојаджиевски. Фокусот на Алијансата денес е успешно справување со состојбата во Авганистан, особено спроти одржувањето на вториот круг председателски избори по контроверзниот прв круг во август, кога се појавија бројни неправилности, оцени поранешната државна американска секретарка Медлин Олбрајт, која ја истакна улогата на НАТО во промовирање на безбедноста за локалното афганистанско население од нападите од Талебан. Напорите резултираа со обука на попрофесионална афганистанска војска, но мисијата има проблеми со поделеноста во самата алијанса и недостигот од поефикасна влада во Кабул. Неголема закана за НАТО во денешни услови е битката да се порази Ал-Каида, истакна Олбрајт. САД и НАТО се определени да ги обезбедат гласачките места на 7 ноември во Авганистан, најави таа. На распитот стана збор и за можноста за промена на начинот на донесување одлуки во самата алијанса, затоа што заканите во 21. век се од друг вид, вели Олбрајт. Одеднаш НАТО се најде во позиција да брани население не само територија, но тука е и заканата од кибернетски тероризам, а сенаторот Лугар ја истакна опасноста и од заканите по енергетскиот систем. Олбрајт смета дека во рамки на НАТО постои неравнотежа меѓу членки кои даваат многу и оние кои даваат малку. Дали Америка може да издржи да биде локомотива на алијансата? На ова прашање се обиде одговор да даде Курт Вокер, поранешен амбасадор на САД во НАТО. НАТО е во неволја, се соочува со големи предизвици од внатре и од надвор. Сметам дека треба да се обнови политичкиот однос кон безбедноста меѓу Европа и Северна Америка. Цврстите врски од минатото бледнеат. На распитот во Сенатот за прашањето за проширувањето, демократскиот сенатор од Мерилен Бен Кардин истакна дека колку е тоа важно за НАТО, важно и за Соединетите Американски држави. Сепак членството во НАТО не е подарок, туку треба да се заслужи преку исполнување на неопходните критериуми, порача поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрајт. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Светската здравствена организација вели дека една на секој 3 жени во текот на својот живот ќе искуси насилство. Групи за човекови права го поттикнуваат Конгресот да донесе закон што ќе ги обврзе Соединетите Американски држави да се борат против ова на глобално ниво. Најневините и најбеспомошните обично стануваат жртви на најбрутално насилство. Срце ме боли, немам каде да се вратам, ми го запалија домот, тројца ме силуваа пред син ми. Оваа жена е една од стотиците илјади жртви на граѓанската војна во Конго. Ги порачуваме на светот, оние кои напаѓаат цивили и систематски силуваат, виновни се за злосторства против човештвото. Во август американската државна секретарка Хилари Клинтон вети над $17 милиони против сексуалното насилство во Конго, но организациите за човекови права барат САД да сторат повеќе. Актерката и амбасадорка на добра волја на Обединетите нации, Никол Кидман, неделава сведочеше пред Конгресот дека жените широм светот се жртви на силување, трговија со луѓе и домашно насилство. Насилството против жените не се гони кривично, бидејќи не е приоритетна владина и итна општествена потреба. Можеме да го промениме тоа.
Кидман и организациите за човекови права бараат САД да го прифатат и усвојат актот во врска со меѓународно насилство против жените, што тогаш сенаторот Џо Бајден го предложи во 2007, а што би овозможил средства за жртвите во земјите во развој. Демократскиот конгресмен Бил Делахант најави дека тој и неколку други колеги планираат наскоро повторно да го стават актот на дневен ред во Конгресот. Светски познат произведувач на гитари од Пенсилванија западна во тешки времења. По 176 години историја, обстанокот на Мартин Guitar Company е неизвесен. Назарет е стар индустријски град во централна Пенсилванија. Многу години неговата економија ја поддржуваат две компании. Едната, за челик, банкротираше во 2001-та. Остана само Мартин Guitar Company, како најголем работодавец во градот. Дик Боак дизајнира гитари и им помага на муштерите да изберат која е најдобра за нив. Тој вели дека пред 30 години ја нашол работата од соништата, што ја комбинира неговата љубов за музиката со љубовта за работа со дрво. Да се направи една Мартин гитара потребни се над 200 чекори и цената е висока. Најефтините модели се околу $1,000, а скапите надминуваат 10,000. This guitar is $275,000. Ова е $275,000, има само 91 од нив и професионалците многу ги бараат, вели. Но дури и легендарна марка како Мартин не е имуна на слабите економски услови. Компанијата почна да ги намалува часовите на работа на вработените, но ако работите наскоро не се поправат, сите 600 работни места се во прашање. Кога една ваква компанија е загрозена, што останува за независните изработувачи на инструменти? Дейл Ангер го научил занаетот по фабрика на Мартин, а некои од неговите гитари се продадени за над $10,000. Вистинско задоволство е да слушнете ваша гитара на која свири голем гитарист, вели тој. Но нивниот бизнис драматично опаднал, така што Ангер морал да најде друга работа да има доволно приход за живот. А песната што овие двајца работници од фабриката Мартин ја свират на гитари, чија цена е повеќе од $10,000, се вика Тежина, сосема соодветно на чувството во овој бизнис. Во понеделник во Newsflash, забраната на пушењето дава резултати. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Убав викенд.